Членовите на возрастните групи од 10 до 14 години на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари вчера се вратија од Тиват во Црна Гора, каде учествуваа на меѓународниот фолклорен фестивал во овој приморски град. Председателот на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов, Александар Тошев, за гледачите на телевизија Кочани ги сподели впечатоците од гостувањето и настапите на младите фолклористи, како и импресиите од убавините на јадранот на Црногорското приморје. Од 24 до 28 август нашиот ансамбл беше учесник на вториот меѓународен фолклорен фестивал Коло без граници, кој што се одржа во Тиват, Црна Гора. Пред да учествуваме на фестивалот, предходеше аплицирање, каде што, како што добив информација од самиот организатор, имал над 100 апликации за учество на фестивалот, меѓу кои беа изберени 5 друштва, ансамбли од 5 различни држави. Единствени представници на Македонија беше токму нашиот ансамбл, покрај учесник како нашиот ансамбл од Македонија имаше и од Албанија, од Хрватска, од Србија и Бугарија, домаќин од културно-уметничкото друштво Бока и неколку културно-уметнички друштва од Црна Гора. Самиот фестивал протече со разни активности, меѓу кои имаше 2 фестивалски вечери. Едната беше на 25 август, а другата беше на 27 август, гала вечер. А покрај тоа имаше и други активности, како што игри на плажа во Тиват, забава на плажа, ревија на 30 црногорски костими и други активности. Тошев го истакна и приемот на градоначалникот на Тиват, кој искористил приликата да го покани градоначалникот на општина Кочани да ги посети и да воспостават поконкретна соработка како на културен, така и на поширок стопански план. Инаку Тошев најави дека веќе се договара на која манифестација во Оризари или Кочани ќе гостуваат фолклористите од Тиват и од Херцег Нови. Веќе имаме воспоставени контакти на тај дел од Јадрано, значи ние соработуваме веќе со 2 игрорни групи од фолклорниот ансамбл Биела од Биела и културно-уметничкото друштво Иголо од Иголо, Херцег Нови, значи Тивот и Херцег Нови се на 10 километри оддалечено, што значи дека нашата соработка ќе биде воспоставена, веќе воспоставена со културно-уметничкото друштво Бока и веќе се најавува и нивно заедничко гостување на двете или трите игрорни групи, кај нас дали ќе бидат за нашиот наредна година јубилеен 10 поред меѓународен фолклорен фестивал традиционални георгиевски обичаи и песни ора, или за денови на Оризот останува да се договора, ствар на договор. Атрактивната носија и впечатливите настапи биле магнет за црногорските медиуми кои барали информација повеќе за ансамблот и за дечињата кои оставиле одличен впечаток кај публиката.